Вечерва во попкаст со Мартин Богатиновски. Зборуваме со свештеник кој го минал најголемиот дел од својот духовен живот на едно свето место, кое верувам дека е добро познато за повеќето од вас, а тоа е манастирот Свети Василий Острошки во Црна Гора. Нашиот гостин, отец Јордан Марков од Српската православна црква, инаку од Свети Николе, служил меѓу тие ѕидови што виделе и радост, и неверојатна болка, и падови, и подвизи, и молитви што течат како вода кога човек е на работ на својата сила. Тој не е човек што зборува за верата како теорија. Тој ја видел верата во очите на луѓе што доаѓаат со последна надеж. Со него ќе разговараме без кочници. Ќе зборуваме за чудата Божји, за болката, за магиите во кои многумина веруваат, за тоа што е вистинско, а што е заблуда, за силата на смирението и за слабоста од која почнува секое духовно оздравување. Ова не е емисија за да слушнете што сакате да слушнете. Ова е емисија за да чуеме нешто што вреди, мирно, длабоко и човечки. Бидете така. Отец Јордан, добродојавте во нашата емисија. Многу ми е драго што ја прифативте поканата и што даде Господ токму сега во овој период да бидете тука во Скопје, да можеме да се видиме и да помуабетиме на некои теми кои што ги интересираат гледачите. Као што реков и во најавата, вие сте свештеник на митрополијата Будимјанско-Никшичка при Српската православна црква во Црна Гора. И имате редовни дежурства во оној познат за, верувам, за повеќето од гледачите, манастир Свети Василий Острошки во Црна Гора. Се надевам дека нема да ви представува проблем, мал дел од почетокот на оваа емисија да посветиме токму на овој светител, на овој голем светител и познат манастир. Што имате вие да кажете за големината на Свети Василий Острошки? Пред се ви благодарам на поканата и Господ нека ви умножи и преумножи повеќе вакви емисии на вашиот, како да кажам, портал. Пред се би започнал, како што кажавте, јас сум веќе 3 години свештеник клирик на Будимјанско-Никшичката митрополија во Црна Гора, која што е митрополија на Српската православна црква. И како свештеник во таа митрополија и како сите свештеници во таа митрополија и во митрополијата Црногорско-Приморска, редовно даваме дежурства, чреди во манастирот Острог. И што би сакал овде да додадам? Јас 3 години сум клирик на истата митрополија, која што ја спомнавме, но веќе 14 години сум во манастирот Острог како дежурен свештеник. Што значи дежурен свештеник? Па видете, значи дежурен свештеник во манастирот Острог значи исто што и, да кажеме, дежурство во било кој храм, например. Свештеници од митрополијата се вртите во круг, претпоставувам. Свештеници од митрополијата доаѓаат, и тоа е едно неделно дежурство, во кое што, например, свештеникот кој што е присутен, тоа се неколку свештеници кои што се дежурни една седмица и ги обавуваат сите потреби кои што богослужбени во манастирот. Значи, од утрински богослужби, служење на литургија, во кое што и вклучува стоење покрај кивотот
покрај моштите на Свети Да, Васили. пред ќе зборуваме и за тоа, но би сакал да посветиме малце внимание на самиот светител Свети Василий Острошки. Тој е голем светител од 17 век, чинам? Да. Кој што бил познат по тоа што лекувал болни, што исцелувал, изгонувал и демони, им помагал на оние кои што биле во неволја, а интересно е тоа што тоа продолжува да го прави и по неговото упокојување. Неговите мошти се таму во манастирот Свети Василий Острошки и по 350 години неговото тело е целосно нетрулежно. Имаме ли во овој регион поголем светител немаме мерач на свети, ама Свети Василий Острошки барем за луѓе во Македонија значи многу. Ако се земе некоја паралела, може да се повлече помеѓу Василий Острошки светителот и Свети Наум Охридски? Па видете, сите светители се големи, да кажеме. Нема, например, овој светител е поголем од овој, овој е помал. Сите светители, доколку ние го повикуваме нивното име и се молиме на нив, тие секогаш се тука за да ни помогнат, да пристапат во помош. Што се однесува на светиот Василий Острошкиот чудотворец, мислам, ние може безброј емисии да му посветиме, и пак не може да све да искажеме. Тој самото, како што кажавте, поготово за луѓе од Македонија, тој стварно е многу голем светител и значаен светител, кој што покажуваат со тоа што редовно огромен број, голем број на автобуси доаѓаат секој викенд за да му се поклонат и да измолат од него исцеление, да измолат било каква помош од него. Така да и Светиот Василий од она што е запишано и од она што не е запишано, а сведоштво од луѓе, покажува дека стварно го сака македонскиот народ. И те како му помага. Затоа што можеби некои работи не се запишани како сведоштво во книга, но тоа можам јас да го посведочам од луѓе кои што доаѓале кај Светиот Василий, луѓе од Македонија кои што имале огромни маки. Например, боледувале од тешки болести, кои што Светиот Василий ги исцелил, им помогнал. Доаѓаат многу брачни парови кои што не можат да имаат пород. И по молитвите него и застапништвото него пред престолот Божи Господ им подарува род. Така да, значи... Интересно беше, јас неколку пати сум бил таму, во тој манастир, и сум спиел во дворот, нели. Сум сретнал, имаше многу луѓе, многу посетители, меѓу кои имаше многу и муслимани, имаше и афроамериканци, и кинези, што уште не. Сретнав милион луѓе кои што доаѓаат таму, веројатно маката ги натерала. Василий Острошки помага на сите? Видете, токму така, Свети Василий и во молитвата која што се говори, која што се однесува на кога го повикуваме светителот на помош, не велиме помогни им на православните само, а немој да им на муслиманите или на другиве немој да им помагаш. Туку напротив, Свети Василий им помага буквално на сите кои што го призиваат неговото име. И по тоа е и познат дека им помага. Има и доста запишани чуда кои што Свети Василий им помогнал многу муслимани. И тоа е неверојатно колку во последно време им помага на нив, затоа што пристапуваат со огромна вера. Пред година дена дојде еден брачен пар од Приштина, млади луѓе, кои што се во брак
биле во брак 10 години, но немале пород. И тој знаеше, мажот знаеше помалце српски јазик и некако се разбравме. И му викам, го прашувам зошто не сте отишле кај Хоџа. И тој ми вика, видете, јас сум читал за светиот Василиј Острожки и верувам дека тој може да ми помогне и длабоко сум уверен во неговата сила, која што тој и дека тој ќе измоли за нас пород пред Бога. И длабоко верувам, тие си отидоа, прочитавме молитва и длабоко верувам дека Господ по молитвите на Свети Василий заради нивната вера која што во тој момент ја покажа и се гледа дека луѓето дека стварно со една неверојатна скрушеност, смиреност го побараа тоа од Светиот Василий. Ете, пак ќе спомнам, неколку пати сум бил таму, но може да се пристапи, нели, да се види телото, моштите на светителот, но во последните неколку години е забрането да се допира и да се, односно покриено е, нели. Но ни кажаа таму дека во минатото можело и да се целива и раката на светителот. Сега има една анегдота ли е или вистина ли е тоа дека некој од посетителите не верувал дека телото е на вистинско и дека му го одгризал палецот на светител, па тогаш е донесена забрана за доближување? Не, тоа се можеби некои приказни, да кажеме, кои што кружат. Свети Василий е еден од ретките светители кој што е изложен во кивотот, а воопшто не е покриен со некакво стакло, например. Може да видиме кога ќе посетуваме, да кажеме, некои манастири каде што има, да кажеме, мошти на нетрулежни светители, дека се во стакло, дека се застаклени, дека Свети Василий, да кажеме, е можеби единствениот светител кој што воопшто кивотот не му е застаклен и не е никаков проблем да се целиваат моштите на светителот. Можеби, ете, некој свештеник така, например, им рекол на луѓето дека не е дозволено, например, дали раката, дали дел... Некој од дежурните. Неговото, да, дел од неговото тело, од неговите мошти. Можеби тоа е и мислам, јас би го рекол тоа затоа што од практични причини. Доаѓаат луѓе, например, поготово жените со кармин на уста и сега ги целиват моштите, тоест одеждите во кои што е облечен светителот и сега оставаат, например, траги на одеждите, оставаат, што светителот, но рацете му се на раквица и сега тоа изгледа малце невкусно, потоа изгледа, како да кажам, остава траги карминот и замислете ако секој ден, например, тоа и тоа... А многу верници се, многу, например, тоа се илјадници. И тоа изгледа, како да кажам, неугледно на одеждите на светителот. Да, за чудата на светителот може да снимиме, како што рековте, многу емисии, може да се напишат и многу фермани и напишани се многу фермани. Но има некои работи кои што веднаш ќе ви упаднат во очи кога ќе пристигнете таму на тоа место. Например, на местото каде што се упокоил светителот има лозница, чинам, која што расте таму баш на тоа место и мислам дека никаде на друго место на таа надморска височина не расте таква лозница. Има и гранати кои што се, односно ракети, бомби, што се тие? Гранати. Да, има граната која што е испукана тој во црквата и стои во црквата посветена на честниот крст. Значи таа е во зидот, натре не е експлодирана. Не е експлодирана и стои тука. Како
едно уште едно чудо. едно сведоштво за Сведоштво, тоа така, чудо. така. Има ли друго нешто што вас ви оставаат впечаток кога се сетите кога ви текне на манастиров Свети Василий Остршки? Видете, јас кога би живеал и уште 300 години, мислам не би било доволно да му заблагодарам на светителот за она што тој направил за мене како свештеник и за моето семејство. Така да тој е длабоко, да кажеме, вкоренет во моето срце и во моето семејство. И молитвите негови секогаш ги осеќам и знам дека и кога ми било најтешко во животот, дека тој секогаш бил покрај мене. А како го знам тоа? Затоа што во некои минати времиња на една богослужба, на една литургија во Валјево, поточно во манастирот Челие, мислам дека тоа беше за благовештение. После богослужбата, после литургијата на послужувањето на ручекот, митрополитот Амфилохи, до кој што седев така во непосредна близина, ме повика да појдам во Острог и да бидам дежурен свештеник во манастирот. Тогаш не знаев што значи тоа, не знаев дека воопшто постои такво нешто. И тогаш сватив дека митрополитот ја препознал, да кажеме, мојот крст, кој што не беше ни малку лесен во тие времиња, ја видел можда, како да кажам, грижата на моето лице и ме повика да идам што е можно поредовно на тие дежурства. И јас верувам дека тоа е директно можеби по молитвите на Свети Василий. Не затоа што јас сум, например, некој си добар свештеник или некој посебен свештеник, него заради тоа што сум баш слаб и никаков. И затоа што баш на таквите секогаш има потребна помош. И длабоко верувам дека светителот заради таа причина ме повика таму. И како што кажав, и 300 години да живеам, не би можел да му заблагодарам. Сега кога речете дежурство, веројатно не мислите на класично одење на работа кога одите таму. Па ја би го тоа нарекол можеби чреда, како сега дежурство, знаете како може да тој збор некако не е соодветен, например, али сепак тие свештеници се, пак ќе кажам, дежурни таа седмица таму и тие остануваат тука спијат и тука се за секаква потреба која што ќе се наложи во манастирот. За богослужење, за исповест, затоа што илјадници луѓе секојдневно тука доаѓаат. Не доаѓаат 5-10 луѓе. И затоа е потреба да има неколку, например, свештеници, а нормално братството на манастирот, да кажеме, не може да го сето тоа да... Голем е редот за да се влезе во црквата, по скалите, нели? А голем е редот и пред каде што се исповедаат верниците. Може еден човек тоа да го издржи толку многу луѓе, толку многу проблеми во еден ден, во едно работно дежурство, па да го наречеме? Па тоа темпо? Па знаете како, ние се таму менуваме на саат време и така да тоа е сепак напорно е, можам да кажам, али едноставно благодата Божја го прави своето. Знаете, на интернет може да се најдат многу, би нарекол, вознемирувачки видеа од искуства на луѓе кои што побарале помош од светителот
ете има само што влегуваат во црквата и само што ќе почне свештеникот нели да чита молитва, овие почнуваат да испуштаат некои крици, гласови кои што не се својствени и кои што сме ги гледале само во хорор филмовите. Како да се борат со нешто посилно во себе си. Сме гледале ете на YouTube ги има. Вие сте биле сведок на такво нешто? Па знаете како, сум бил сведок многу пати на такво нешто, но Да што се работи? Што стана? знаете како, мислам, сакам да кажам дека вие и вашите гледачи нема погрешно да ме разберете, но јас некако не би сакал многу да зборувам за тоа, затоа што знаете како, тоа е една тема. Сега луѓето тоа можеби и вака име на некој начин, како да кажам, од кога го гледаат на телевизија или кога слушаат за тоа или кога читаат, им изгледа вака малце екзотично, да кажеме, знаеш, али кога тоа човек го гледа во живо, да. И кога гледа што се случува и гледа маката на тој човек, например, едноставно тоа е, мислам, не би можел, например, тоа со зборови да го доловам, например. Не би можел да го објаснам и затоа е подобро можеби и да ова прашање некако да го Добро. овде да го завршиме, затоа што би порачал, например, на вашите гледачи и на сите верници, едноставно да се држат до Христовиот пат, да се држат до својата вера, до верата православна, за да не дојде затоа што баш луѓето кои што отстапиле од црквата, од верата, од преданието кое што ни го оставиле светите отци, се доведуваат до една ваква ситуација. И затоа подобро Значи не е сепак глума. Да размислуваме. Не со секакви коментари има. Не е глума, него да се трудиме да го следиме Христа во тоа, да повеќе да разговараме за него, да разговараме за Христос, отколку за овие работи. Моштите на светителите сведочат дека телото може да ја надмине смртта. Како го објаснувате вие тоа што некои мошти мироточат, некои мошти не се распаѓаат со векови? Што ни порачува Бог преку тие знаци? Па видите, моштите на светителите не се, да кажеме, историски остатоци од некои личности. Туку, напротив, Господ ни ги дал моштите на светителите како утеха и како сведоштво за силата Божја, која што се излева преку нив. Така да, гледаме колку и сме слушнале дека некој од, сега брзо го прославивме и светиот Димитри, кој што неговите мошти непрестано точат миро. Во Солун. Во Солун. Го имаме светиот Василий, кој што моштите му се нетрулежни. Го имаме светиот Нектари Егински, кој што знаеме колку, например, помага на луѓето кои што се болни од рак. Така да ги имаме сите тие светители и нивните мошти, Господ ни ги дал како утеха и да сватиме дека и ние кои што живееме во ова време и дека и ние сме повикани да бидеме свети. А не само, например, да збориме за дека овие мошти точат миро, овие и се исцелител, него напротив, преку тоа и ние да се поучиме дека сме повикани на тоа. А тие ни се за сведоштво и
огромна утеха на сите нас. Добро, а вие како свештеник како ги разликувате вистинските чуда од оние што се измислици, за да бидеме реални има измислици. Како да ги разликувате? Секое чудо, да кажеме, кое што носи радост, носи спокој, носи утеха, слободно можеме да кажеме дека е од Бога. А секое чудо кое што е еуфорично, кое што е помпезно, кое што не знам, мислам дека треба да се постави прашање од каде доаѓа тоа чудо. А се што е радост, се што носи некакво смирение, утеха, тоа е сигурно од Бога. Но, знаете како, сум приметил и луѓето кога доаѓаат во Острог и кога вака ќе разговараме на вакви теми, многу ги интересира чуда. И многу сакаат да разговараат за чуда. И сега нон-стоп прашуваат, ајде кажи што последно, какво чудо направил Свети Василий, какво чудо овој, какво чудо. А јас сакам едно да порачам, дека ние го имаме и ни е дадено чудото на чудата, светата литургија. Нема поголемо чудо од светата литургија, од светата Евхаристија, на кое што лебот и виното постануваат тело и крв Христови. Заре може да има поголемо чудо од тоа? Не може да има поголемо чудо. И едноставно да се сконцентрираме на тоа чудо. Да бидеме деца Христови, деца Божи и да што почесто одиме на света литургија. И да се восхитуваме на тоа чудо, на чудата, кое што секој дневно се случува пред наши очи, а ние сега бараме цело време некакви чуда. Дали некој се излечил, дали некој, не знам... 2000 години наназад веќе сме имале. Да, а ова е чудо на чудата. Така е. Добре, еве, спомнавте се што доаѓа однатре од црквата и што прави човекот да се чувствува добро, е добро. Но, ете, имаме примери кога, за жал, некои луѓе бараат чаре и по други патишта. И знаеш, кога ги запрашаме како беше, што се случуваше таму, одговараат, многу ми беше чудно, многу ми беше језиво, многу ми беше неубаво, биле на гатачи, на бајачи, зборам за таки. Значи, штом човек, ќе се согласите ли со мене, штом човек не се чувствува внатрешно, нема внатрешен мир, а е некаде по некакво си чаре и по некаков лек, може ли тоа да биде нормално и во име на Бога? Видете, значи, пред ова може некаде го одговоривме во претходното прашање, она кога ме прашавте за оние кои што доаѓаат и се демонообседнати. Најголем број на демонообседнати луѓе доаѓаат баш луѓе кои што се бавеле со овие работи. Луѓе кои што оделе на бајачи, на гатачи, на некакви луѓе кои што имаат некаква биоенергија и така. Тие едноставно, знаете како, го заборават Бога и сега бараат помош од некои бајачи и гатачи. И што е и уште потрагично, многу наши луѓе, да кажеме, многу православни луѓе одат кај оџи. И сега таму добиваат некаков запис, не знам, некаква вода и така, и тоа го пијат, а да не зборувам све што добиваат. И едноставно тие постануваат лесна мета за демонот. И доаѓаме мислат дека им помага? Видите, тие може на почетокот добиваат, да кажеме, такви информации на некој начин, дека или некое олеснување. Али сето тоа е привидно, за на крајот да завршиме како она што претходно ме прашавте. И тоа е
да кажеме 90% од луѓето кои што доаѓаат со тој проблем се луѓе кои што оделе на пример на бајачи, гатачи, оделе кај оџи, оделе некои луѓе кои што имаат да кажеме некаква исцелителна моќ или не знам што. Добра, рековме и преска дека човекот сака чуда и кога некој, претпоставувам од тие, ќе му каже и таму копни, ќе најдеш тоа и тоа, и ој кој ќе го направи тоа и кој ќе го пронајде тоа што му го рекле да го најде, нели магиски некои такви работи, се воодушевува и уште толку верува во тргнува по тој пат, оди пак. А од друга страна пак, која е целта на тие другите луѓе кои што ги даваат тие задачи и што им ги откриваат? Зошто тие го прават тоа? Па видете, тие што тоа го прават, тоа се буквално медиуми демонски. И тие, например, а демонот, негова цел е баш тоа, да го збуни човекот и човекот да го изгуби спасението. А ние, да кажеме, нон-стоп, нас, човекот, например, сака комплицирани работи. А, да кажеме, суштината е во едноставност. И сега ние сакаме, например, све нешто да се случува, например, да копаме, да бараме, да бараме некакви чуда и така. А во суштина, например, све оно што Господ ни го дава е многу едноставно. А ние во принцип, како што сме комплицирани, едноставноста ни изгледа некако чудна. И бараме све мораме нешто да правиме, да копаме, за пронаоѓаме некакви чуда. И сега, замислете, ми кажува еден човек кој што бил кај некој бајач и додека чекал во редот, си разговарал со некој кој што бил пред него, исто чекал за да помине кај бајач. И сега тие разговарале. И кога дошло неговиот ред, бајачот му кажал: имаш ваков проблем, имаш таков проблем, имаш овој ми кажува, све ми погоди, каже. Ми вика, све погоди. И ми рече: еве, колку сакаш остави, му платив све и заминав. Но после недела време проблемите пак си почнуваат и пак постојат. Значи, ништо не е решено. После една недела пак одам кај истиот човек, овој што беше таму, што се сретнаве, пак и тој во истиот момент. И сваќа дека овој кој што е тука, дека тие работат заедно. Овој ги прашува луѓето што имаат проблеми, влага пред нив, му кажува на овој им погодува. Сваќате? Така да, воопшто, а не дека, например, тоа може истото што овој го правил, буквално може и демонот да му го, на човек да му го каже. Како да се заштитиме од тоа? Православен верник кој што редовно оди во црква, се причестува, оди на литургии, е заштитен од такви опасности? Видите, никој не е заштитен од таква опасност доколку верата негова не е кристална. Значи, ние мора да веруваме во силата Божја. Доколку ние се колебаме сега и мислиме, доколку Бога го доживуваме како некоја абстракција, секогаш сме во опасност. Човек кој што живее во Бога и Бог во него, не постои опасност. Тој целиот свој живот му го посветил на Бога. И едноставно Христос, Господ, е центар на неговиот живот. И тој нема, за таквиот човек не постои опасност. И тој секое искушение, секој проблем кој што го има,
полесно го доживува затоа што све што е со Бога е полесно. Што да прави верникот кога ќе пронајде случајно некоја таква неубава работа? Не мора никој да му каже таму и таму копни за да најдеш нешто, туку едноставно сади цвеќе, копнува дупка за да го насади цвеќето и оп наоѓа нешто што наликува на некоја неубава демонска работа. Што да прави во таков случај? Да го допре, да го фати, да го фрли, да го изгори? Па добро, ние во тој случај не знаеме, например, можеме додека копаме, можеме се што да најдеме. Така да не значи ако нешто најдеме и го допреме дека тука готово, дека ние постануваме дел од тој, да кажеме, од тој проблем, например. Туку напротив, ако веруваме во, како што кажавме, човекот кој што верува во силата Божја, верува во Бога, човек кој што едноставно не дава никакво значење на сето она што го работат овие луѓе, например, бајачите и гатачите. Мислам, то не може ништо да доколку човекот дозволи, например, и макар и една помисла, например, да го како да кажам, да му направи проблем, тогаш може да се помислите да почнат да течат како еден филм и да човекот почне да развива и да развива некој филм и да почне да ги поврзува работите. Пример, ми се случи ова заради тоа, ми се случи затоа што ова го најдов, ми се случи ова, па се случи ова. И влегуваш несвесно во тој лавиринт несвесно. А тоа само го сака демонот. Служите во Црна Гора, доаѓате често и во Македонија. Кога ќе направите споредба вака храмовите таму и храмовите тука за недела, за литургија, има разлика во однос на посетеност од верници? Па, видете, знаете како, не зборуваме за Василий Остршки манастир. Да. Па видете, во Црна Гора, која што таму до 90-тите години било буквално, како што сум слушнал од свештеници и постари таму свештеници, било буквално пустош, да кажеме, затоа што комунизмот баш ја има уништено, например, во поглед на верата и така. Но со доаѓањето на митрополитот Амфилохи во 91 година, Црна Гора доживува еден, како да кажеме, една ренесанса духовна. И таму стварно, да кажеме, црквата е и народот има огромно почитување и према свештениците и према самата црква. И црквите, можете да видите и на интернет и во храмовите, во храмот во Никшич, дека во недела има буквално преку 1000 луѓе, например. Во Подгорица, например, храмот, соборниот храм е полн. И во Македонија, да кажеме, народот и овде можеме истото да кажеме. Сега не сум толку присутен, да кажеме, во Македонија за да можам сега да ја кажам состојбата. Па не е баш јајно, далеку од тие бројки што ги кажавте. Али гледам дека, например, со свештеници кои што се знам, дека тие кажуваат дека луѓе, и што е добро, дека младиве луѓе доаѓаат во храмовите. Добро, како да се врати чувството дека црквата не е само зграда, не е само зидини, туку е на заедница, кој што... Да. Па видете, црквата сме ние. Црквата се луѓето. Значи, таа заедница од луѓе ја сочинува црквата. Што би бил, например, храмот, би бил само зидина доколку ја нема живата црква, доколку ја нема заедницата од живи луѓе. Така да, ние сме тие кои што сме живата црква.
луѓето а луѓето, например, она што го кажавме претходно, за да бидат, например, заедница и да ја представуваат живата црква, тие мораат да живеат литургиски. Без литургискиот живот е невозможна таа заедница. Е невозможно, не може да постои црква. Литургијата е извор на се. Таа е центар во православниот живот. И се извира од литургијата. Значи, а храмот е место во кое што живата црква се собира. Така. И тој постанува свет само така. А ако, замислете, го имате храмот, а во него ништо не се случува, тој ќе остане само од зидина. Така, јасно. Добро, вие сте свештеник со долгогодишно искуство. А ако белината на брадата, нели, е мерна единица за искуство, тогаш вие одамна ја имате сврдено игрицата. Кажете ми, според вас, кое е најголемото искушение што го гледате кај свештениците, кај вас, кај колегите, а кое е кај верниците? Па, видите, што се однесува за игрицата, јас се уште сум на првото ниво. Воопште, првото ниво го немам поминато, се уште на второто ниво не сум поминал, за да... А кога ќе дојде ред да ја свртам, тоа и не знам дали би можел да ја свртам игрицата. А морам пред да ви одговорам една случка која што ми се има случајно во Острог за однос на ова што спомнавте за белата брада. Стоејќи поред кивотот кај што се моштите на Свети Васили, тоа беше еден ладен зимски ден, немаше воопшто луѓе и влегува еден брачен пар кои што беа странци, луѓе од Германија, и сега како влагаат и тие предпоставувам дека можеби не знаеа дека има некој внатре. И сега кога влегува и кога ме здогледа, посебно мажот почна да се смее, така малце чудно. А женава збори со него и сега му објаснува, гледам нешто си тумачат тие меѓу себе си зборат. А ти си стоиш? Јас стојам и ги прашувам што е толку смешно, ако може и јас да се насмеам. И женава ми вика, мажот ми, кога не очекувал дека има некој внатре, и кога ме здогледал, сум му изгледал како да сум излегол од Стариот Завет. Така да... Ете како, например, луѓето го доживуваат. Значи, според него, сигурно и тој мисли дека сум ја свртел игрицата. Да. За искушенијата? Искушенијата, ете како... Свештенството е стварно огромен, голем дар, но големи се и искушенијата, а не дека свештениците и мирјаните имаат потполно исти искушенија. И луѓе кои што се дел од она заедница што ја спомнавме од живата црква, ги носат и ги трпат ги поднесуваат истите искушенија како и свештениците. Можеби свештениците имаат поголеми искушенија, Господ може допушта, затоа што можеби и заради дарот кој што го имаат, но тој дар носи и поголема одговорност. Така да не се свештениците, да кажеме, луѓе кои што, знаете како некој пат луѓето замислуваат, ти си свештеник и ти немаш проблеми. Да. Дека тебе Господ ти помага. А не сваќајќи дека свештенството стварно
е голем дар, голем благослов, но голема одговорност и искушенијата секогаш се поголеми. И луѓето секогаш мирјаните, да кажеме, секогаш треба, наместо да ги напаѓаат, да кажеме, своите свештеници дека се вакви такви, да допринесуваат, например, за помалку затоа што многу пати луѓето, например, кои што идат во црква, се дел од тие искушенија кои што ги имаат свештеници, затоа што ги напаѓаат. И сега човекот кога го напаѓа свештеникот си прави искушение и самиот на себе му прави и на свештеникот. А тука можеме да си помагаме едни на други, да разговараме, да бидеме поблиски, да кажеме, затоа што и Господ не повикал да ги љубиме ближните своји и да ги љубиме, замислете, ни порачал да ги љубиме ближните своји како самите себе си. Не рекол ни повеќе, ни помалку, него затоа што човекот секој пат се сака себе си најмногу. Да. Добро, и таму во Црна Гора важи истото, како и тука, штом си поп, значи мора да имаш джип. Па, зошто ете најголемиот дел од свештениците, од поповите, толку сакаат да имаат луксусна кола? Зошто кола? Од кај доаѓа тоа? Па видете, и свештениците сега да имаат джип. Јас не познавам многу свештеници, да бидам искрен, што имаат джипови. Сега некој ќе каже дека ги бранам свештениците, но јас стварно не познавам многу свештеници што имаат джипови. Но, ете, потребата да имаат, да кажеме, некои свештеници джипови, тоа е лична нивна, да кажеме. Ама создава соблазна. Па знаете како, луѓето секој пат ќе пронајдат од нешто да се соблазнуваат. Ако нема джип, ќе се соблазнат заради тоа што може би има нешто друго, например, или луѓето дури се соблазнуваат и заради нешто што нема свештеникот, например. Така да... Ви имате ли джип? Па немам. Луѓето често велат и дека Бог молчи. Сега, може би ние не сме тие што не умееме да слушнеме. Како да го препознаеме Божиот глас во секој невието? Па видете, Господ секојдневно ни се обраќа. Секојдневно е присутен во нашиот живот. Тоа што ние сега многу пати не можеме да го препознаеме тој глас, тоа е можеби затоа наш проблем. Па ете да кажеме наш проблем, и тоа е затоа што сме премногу оптоварени со грижи, со можеби некои непотребни работи, со грижа за материјални работи, со грижа како ние ќе преживееме, како ќе обстанеме, например, како децата како ќе ги издржуваме. Сето тоа ни ствара една преоптовареност и во таа, да кажеме, грижа, да кажеме, не можеме да го препознаеме тој Божи повик, да кажеме, или тој глас Божи. И секогаш кога ќе се ослободиме од тој терет, од тие секојдневни грижи, кога ќе застанеме и ќе го повикаме Бога на помош, верувате дека тој секој пат е спремен. Можеби не во истиот момент, затоа што, како велат светите отци, Господ некој пат, а и повеќе пати со молчење ни зборува. И затоа, видите, ние многу сакаме инстант решенија, решенија на сите проблеми. Тоа е најголемиот проблем. Кога ќе имаме некаков проблем, го повикуваме Бога, му се молиме и сега очекуваме во истиот момент сето тоа да се реши. Не можеме ни ден, например, да изтрпиме. Так. Не сваќајќи дека тоа што го трпиме, без разлика колку е тешко, дека тоа е еден голем благослов за нас. И ние
не познавајќи го и не распознавајќи го тој благослов, мислиме дека тоа е некаков терет со кој и ни постанува мака. И подхитно, инстантно, експресно сакаме да се ослободиме од таа мака, не сваќајќи дека тоа е еден огромен, голем благослов за нас. Така. Добре, денеска зборувавме за многу чуда, а една од најголемите чуда би рекол е кога човекот простува. Како е да се најде сила да се прости на оној кој што не повредил многу длабоко и кога разумот ни вика не заслужува да му простиме? Како да постапиме во таква ситуација? Па видете, Мартин, еве го гледав првиот попкаст твој со митрополитот Јован и баш тоа ми остави еден имаше некое слично прашање вакво и ми остави баш еден добар тој даде добар одговор и кај мене тоа баш остави добар впечаток. Кога рече дека простив Заради Бога. ради Бога, али и ради себе си. И баш размислував заради себе си. И стварно тоа, например, секако ние треба пред се заради Бога да простиме, затоа што ако ние не простиме, како нам Бог би ни простил, да кажем. Тоа е едноставно невозможно. Сега ние не простуваме, а бараме Бог да ни прости. Но ако простиме, првенствено Христа ради, Бога ради, а после и заради себе си, заради тоа што човекот кој што не простува, едноставно не може да има никаков духовен напредок, не може да напредува, затоа што човек кој што е затворен и живее во некаква омраза према ближниот свој, тој не може да, тој самиот постанува, не затоа што Господ не го сака таквиот човек, него тој самиот постанува бариера за благодата Божја. Едноставно таа благодат Божја не може да продре затоа што баш заради неговата омраза. А човек кога ќе се ослободи од тој терет, кога ќе свати дека е подобро за него да простува отколку да живее во омраза, едноставно тој се ослободува од сите тие работи и постанува сад на благодата Божја. Добра, ние кога простуваме, а другиот не се менува и ги повторува истите работи? Па видите, тоа е проблем на тој другиот. Наше ние да простиме, а тој другиот сега, ако не простува, а не верувам кога човек ќе види дека некој му простува, дека има љубов за него, дека човек кој што непрестано му искажува љубов и радост, а тој самиот зборува, например, против некого или има омраза за тој човек, ја верувам дека не постои човек кој што нема да свати, например. Така. Значи, овој подкаст би го завршил со уште едно прашање, би рекол тешко прашање, затоа што секој од нас барем еднаш во животот се запрашал зошто јас, Господи, зашто ние. Ете во моменти на голема болка или неправда, верувам дека и вие сте се нашле до сега во таква ситуација да морате да му одговорите на тој човек зошто јас, Господи, изгубил близок, нели се случило нешто, оди редовно во црква, се причестува, оди на литургии, верник е, но него му се случува нешто страшно и почнува да се го поставува прашањето зошто нему. Што му одговарате? Ние треба да знаеме од Евангелието дека Господ никаде во Евангелието не ни ветил дека ќе живееме убаво и дека се ќе биде дека све ќе ни биде убаво и дека ќе биде све мед и млеко. Туку напротив. И сега луѓето, да кажеме,
и претходно спомнавме, не сакаат воопшто да имаат проблеми, не сакаат, значи, а кога ќе дојдат проблемите, сакаат инстант да ги решаваат. Не можат да сватат дека болката, да кажеме, која што ја носат, без разлика дали е тоа некаква болест, дали се тоа некакви семејни проблеми, дали е тоа смрт некоја. Едноставно треба тоа да го сватиме како еден крст кој што Господ ни дава да го носим. И ако тој крст кој што Господ ни го допушта да го носиме преку, дали е тоа некоја болест, например, дали е тоа било каков проблем, ако ние тој го прифатиме, например, со радост, сега тоа може звучи чудно како човек тоа да го направи, но не постои, например, некоја формула за човек сега тоа направи тоа и ќе се случи ова. Него едноставно треба длабоко да верува во силата Божја. Едноставно Христос да е центар на неговиот живот. И кога Христос е центар на нашиот живот, кога ние тоа го гледаме, го сваќаме и кога го живееме преку литургијата тоа, многу полесно ја прифаќаме болката, да кажем. Многу полесно го носиме тоа, затоа што секоја болка која што ја носиме, ние можеме да ја претвориме и во благослов. Само ако вака размислуваме. И тогаш секоја болка која што ја носиме со Христа, со Бога е полесно да ја носиме, затоа што тој ни е сопатник во таа болест или во тој проблем. Така. Значи, Јордан, не знам како да ви опишам колку ми беше кејф што бевте вечерва тука со нас. Мислам дека отворивме доста теми актуелни и гледачите беа задоволни од нашиот разговор. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. Не знам колку бев добар соговорник со оглед на тоа дека прв пат сум во некоја ваква емисија и ете, можда малце сум и видно вака под некоја трема возбуден. Се сеќавам како дете, кога не носеа на едно зимување на Пониква и сега последниот ден пред да си заминеме имаше некој избор на мис, она убавица и како да кажам, мис и мистер. И сега тој што ние го наговоривме да се пријави за избор на мистер, значи воопшто не се снајде како треба и беше последен. И сега кога како деца го зафркавме и тој ни вели, абе види што да правам, прв пат ми беше на сцена. Така да ете и јас не знам колку се добро снајдов, прв пат ми беше на сцена, така ви благодарам многу. Господ нека ви ги умножи, преумножи ваквиве емисии. Фала ви. Вас ви беше прв пат на сцена, мене втор пат, така што мислам дека беше супер. Да, ви благодарам уште еднаш. Фала ви вам, а драги мои, и вас ви посакувам убава вечер и се гледаме третиот пат.